Прејако. Ајде Војрум. Прејако, така? Прејако. Знаеш што е прејако? Што е прејако? Ами Охриѓанец во Скопје, во што прави Охриѓанец во Скопје? Слушай, ти од кај идеш? Од Битола идам. Мене жена ми знаеш дека од Битола. Еми знам дека ти од Битола жена. Тоа е уште појако. Жена Битолчака, јас Охриѓанец во Скопје. И не само во Скопје, со специјални ефекти, гледаш. Со Тука тешто имаме чудо, да. димни ефекти едно друго. Да е појако. Клај си едно појашче само. Да, јас. Едно, да сме Слушај, безбедни. Јас кога почнав да возам водев 101. Имам забораено дека ставав на појасите. Така беше, да? Еве да те подсетам малку. Ама и за бубица да ти кламне за... Така па Ето идеш да се модернистичка. Да, јас сум со колегата Тонец назад. Добро. Техничка поддршка, ама добро. тој може да не се вмеша, како режија малце, знаеш? Така. Ето така. Тоа не се Како полуколега. Како полу колега. Слушај, пецальките Со не ги пецальката, да. На нас се. Да. Колку време си во Скопје? Колку време живееш тука? Во Скопје? Да. Колку време живеам. Многу години. Живеам, бога ми, да, од 2007 мислеч. Не, ќе ти излажам. 2009. 2009. 8-9, така. Па сега 15 на 20 години, не по 26, зборам 15-16 години. И Добро имаше, е. да, право. Така е, Охрид не ти фали вака, да си живееш во него? Поубав град некако, Како бисер не на бе, Балканот. Убајна, Златен Охрид, сега што мислиш, таму сигурно не е со вакви димни ефекти сега Точно. баре. Слушај, и да се пробиеш таму со магични зборови низ димот, ама гледаш Убајна бе езеро, Златно езеро, сега знаеш колку Точно, Убајна, само ладно е да подлежиш. Слушај, порано, кога почнав да живеам во Скопје, и дојде од Скопје и сите ќе почнаа да ми викаат да ми само дојде тука во Скопје, века научи се научи се да зборуваш убаво тука, литературно, па не знам скопски вака така и јас таман ќе се адаптирам тука, ќе почнам да зборувам. А збораш И- скопски? Не, никогаш не сум зборувал скопски, ама сум се трудел да тоа знаеш, јас пази бев Охриѓанец кој што средно заврши во Охрид, од тука на драмски факултет бидејќи не примаа класа таа година тука во Скопје, заминав во Софија Бугарија, и сега јас дојдов тука со како да кажам, знаеш, уште кај мене си тлееше тој охридски говор, Да. диалектот, ние така во секој Има, зборува уште во се градовите, осеќа. така. Нормално. И сега види, на почетокот ептен, Да, многу охридски. многу. И ја одека најсите, ајде батали тој охридскиот се тука. Добро, таман ќе се адаптирам, ќе одам во Охрид. И во Охрид после, почнуваш ајде. да зборуваш. Да. Деве, кога стана Скопјанчиште, ај зборви охридски. И сега види вака, таман ти ми спомна. Така, Охрид, дали ти фали? И гледаш, јас почнав одма веќе да... Ама слободно е битолски зборен, ти Да се можеш зборам. охридски, мене ми е тоа убајната на Македонија, Убајната, така диалектите, истина. да се слушат диалектите. Апсолутно. Убаво да Јас- се знае литературниот во секој случај, ама... Да, ама јас пак ќе кажам литературниот, да, особено има емисии, имаат настапи кај што навистина треба да се зборува, Почитува, да. да се почитува и да се зборува, да се држи нашиот јазик литературен македонски. Меѓутоа и диалектите ни се едно многу големо богатство кое што не Точно. треба да оставиме да изумри. Кога сме Пази, кај диалектите, Е. ќе кажуваш нешто? Ќе Ја кажам. сакав да те прашам. Сакаш да ти да кажам? Ајде докажи ми. Се Види, прекинав. затоа ми се допаѓале, например, тој архаичен говор колку е изгубен, кој што ние сме го користеле во приказните и може сега да се прочита кај Марко Цепенков, кај Шапкарев, кај Миладиновци. Да. Тој, пази, дури тој говор за тоа што не многу се зборува и веќе е изумрен на некој начин. Денеска дури и младите деца навистина не знаат Архаични голем зборови, да. дел од тие зборови кои што биле наши, меѓу другото. Да. И Како тоа е срам тоа. дојде, се срамат Да. да користат архаични. Баш Па нема... не знам, веќе имаме премногу туѓо влијание. Да, многу голем инфлуенс. Вчера искористив еден збор и често го користам во емисијата, дарување, пошто ги дарувам јас гостите Да. кои ќе дојдат во емисијата. Шо, нафта за нафта? Тоа што Да ти- треба. Да ти дарувам бензин, века, Да. ама само за југо е ова. Југото само не- Ако немаш југо, ќе го даеш на некој што може да го искористи и така. ти го враќаат назад. Кога сме кај диалектите, сакав да те прашам, кој ќе дојдеш тука во, нели, во Скопје, да се сретнеш со работа, си бил, да речем, дел од многу големи проекти
глумачки, актерски, како да ги наречам, филмаџиски, театарски. Вака ке режисерите кои што си работел, им сметало твојот говор, твојот дијалект, дали ти велеле некако да и се... Да. И сум гледал, значи... Или си изгубил улога заради дијалектот, Па може би сум изгубил. а не си свесен? Може би ја не сум свесен. Види, и најверојатно на почетокот, затоа што мене ми беше, пак ќе кажам, многу тешко од таа средина Охрид, па Софија, па тука и веќе да почнеш да зборуваш на еден Да. чист литературен јазик. А говориш и на бугарски? Пази, ние во Охрид имаме како и вие во Битола, Да. поотворени вокали, така. Ама, И тоа тука најчесто им пречи. Пази, дури мене не ми е проблемот тоа што им пречи. Знаеш, ние па од друга страна кај нас запазуваме акцентски целости. точно, тоа е многу битно да се Така. спомни, така е. Сега, мене ми се има случајно, јас синхронизирав еден период во една Турските таа серии? турска серија, таа што беше снимена во Македонија с Богом Румелија. Да. Фантастичен лик исто таму имав, многу во го направив, дури имав од глумецот поздрав од Турција, вика, како истиот глас успеа Да. истиот карактер, ама вистина беше истиот, немаше никако, мислам, само со на македонски јазик кај нас. Точно. И сега пази, јас понатаму не продолжив да синхронизирам затоа што не сум одговарал со говорот Мораме како останатите колеги мои глумци внатре, затоа Да. што тие повеќето зборуваа не литературно, ами скопски. Точно, Без да. тие акцентски целости. Јас до ден денес кога читам некаде, кај мене секојаш што е акцентската целост, дури и во театар, кога правиме проби, керчат, абе види тоа, немој тоа, За мене, за тебе. да го стави, да. види, На направи маса. тоа граница за мене. Викам, па за мене не е литературно, бе. Точно. Ама да, ама тука е еден наглас, не може да биде. Така е, значи се прави Затоа што локален има- театар ако е така, за локална Апсолутно. публика, за скопска И за жал, публика само. Скопје, овој дел, наваму, мислејќи дека зборуваат литературно, Да. и сврлаат многу битни работи од нашиот јазик. Да, и тоа често се слуша и во вести И ете пример како јас се изгубив понатаму, да речеме, во синхронизациите не продолжив, точно тие Да. акцентски целости, тие вокали и така натака. Да, ама па во приказните тоа толку болегнува. Оти тука е веќе нашиот говор се гледа на македонецот и така натаму без инфлуенс од некоја, да речам, српска страна, Да, бугарска страна. да, апсолутно. Значи баш чист македонски говор. Е сега кога си работел, да речем, ти со тие и повозрастни глумци од тебе и поискусни како Шиченка, со Ѓорги не знам дали си се запознал. Си имам запознаено како дете, ама немам работено. Ете така. Со желба да се запознав со го сретнав во Охрид на пазар. Јас дете, 7-8 одделение, пази тука и вичето Да. малце. Е така. Па го сретнав на пазар и јас, Ѓорги Колозов, Да. звезда, мислам нема кој не го сакал. Точно, Нема да. кој не го сакал, поготово од мојата генерација, па ете и повозрастните, значи беше царот, појавата, тоа е Да, тој е од Богданци, така? од Богданци, Е да. сега тој говор таму е источна Македонија. Тој толку звучеше, дури на моменти како битолски звучеше кога ќе збореше. Ама звучеше она затоа точно архаично, онака пак ќе кажам како што приказните се напишани кај Цепенков. Точно. Значи, Да. има работено, а во приватниот живот си има зборувано На Богдански. Богдански, како што- да. Како ти што се зборуваш на Охридски. Многу ми се јаки музичарите од Охрид вака кои ќе збореме. Аха. Оти тие нешто како велат Цедур, Гедур. А, Со тие Цедур. Цедур, Гедур, да. Од Цедур, Дека Гедор. со таа е една охридска што е, али да, интересно е, се запативме, овде нема да заглавиме, што е вака затворено лицето. Абе, види, сега ќе се снаоѓаме. Скопје е ова, да. Ова ни вика врти Десно. задолжително А десно. ова што е десно? Десно тоа е некое паркингче, Нема некоја да одиме таму, ќе го ништо за заобиколиме. обиколи го. Ето така. Се снајдовме. Владо, идиш во Битола вака ти? Да ти кажам, имам пријатели Битола, веќе покрај жената ми. Имам и роднини во Битола. Едно време многу почесто доаѓавме, бидејќи беа и нејзините таму. Сега, па таа една на мајка на татко што ќе прават тие таму си се преселија тука. И тие и поредко, меѓутоа одиме затоа што имаме доста пријатели.
Јас едни од страна на жена ми, други од страна јас имам колеги рибари, многу добри те пријатели гледам по на YouTube спортот. се снимаш. По спортот. По спортот. Да, по спортот што сме таму се дружиме, си правиме така разни дестинации риболовни па седенки. Мора Охридското убаво. влечи, мора да се ловат риби. Морат. Морат. Овде Морат, кажам што десно, морат. може десно да дам. Фати десно, право и тераме за Охрид. Ајде, Охрид ќе имаш. Имаш бројка на приказни, колку македонски приказни имаш снимено? Едно време броев и додека бев така се уште под еуфорија, почетоците, после престанав да бројам. И види, многу интересно е, јас престанав, знаеш зошто? Затоа што после само природно ми дојде тоа веќе да не се враќам на работите што ги имам направено, туку да мислиш што да правиш понатаму. Особено еве приказните, тоа што е направено е, знаеш, и се гледа, останува. Дај да направиме уште да има Точно, има секој ќе ги работите заради тие тоа. приказни. А иначе би требало сигурно да се околу минимум околу 300 епизоди би требало да има. Машала, Да. одлично. Тоа е плодно веќе, Да. доста за снимање, ајде ме фати Црвено. семафорот, Да. Кој ќе ги, да речем, кој ќе ги договорате снимањата за приказни и Со така многу натаму? голем кејф. Да, знам дека сум многу голем кеф, бидејќи таму ти се познава и еуфоријата што ја имаш како актер. Како ги одбирате локациите, во кој села ќе се снима, или кај што е најблиско? Као, ај овде ќе се снимеме, знаеш? Види се, не. Или барате стрикно по приказна, по сценарио? Имаше одредени локации на почетокот, кај што се снима и првите приказни, тоа беше нагоре ваму сега кој трнеме ќе одиме Свети Пантелеймон. Нерези, близу е, не е далеку. Генерално во Скопскиот регион се снимани? Во главно во Скопскиот регион. После кога почнав, кога си изедов за право, значи и ме прифатија да можам да работам во приказните, онака да си кажам мој став, моје веќе мислење, па после Ама веќе стигна до тоа ниво. Да, после некое време ми ги оставија комплет да ги работам. Веќе едно половина натака комплет ги сработив сам и со режија и со се, и тогаш организирав и локации и сето тоа. И ипак гледавме да е нешто онака како што ќе одговара за приказната. Дали тоа е староградска куќа, дали треба да е селска куќа, меѓутоа секогаш сум внимавал. Кај да сме снимале. Сите тие, колку и да била сиромашна селска куќа, да не е распадната. Да. Затоа Дали се внимавало. Така, да не е, после се појавија некои екипи, небитно, ајде да не коментирам, и во Рушевини се има снимано, и во се шетаат по староградски али, што мислам не одговара некои работи. Многу се внимаваше на сето тоа. Дури успеав да издействувам неколку епизоди да се снимаат во Охрид. Да, има И тоа преку Морис беше- месечени телевизија. Тие беа првите што почнаа. После од овдека од Скопје кога ги работевме, успеав да издействувам да се снимаат во Охрид и се снимаа на многу убави локации. Се снимаше Канео, се снимаше по стариот дел на Охрид, таму во куќата на Христо Узунов се снимаше, на Сараиште се снимаше, тој многу интересно беше. Проблемот што било од секогаш, финансиите. Точно. Затоа што приказните не само што оставија некаков белек и на мене, да не правам муабет за повозрастните другата екипа, и сите почнавме приказните да ги снимаме многу повеќе од љубов, Отколку за затоа пари. што е дел од нас, буквално стана како дел од нас. Мене ми се чини јас од мојата кариера кога почнав, па навака знаеш како да си растам цело време со приказните, стареам со приказните. Ама и оставаш многу голем белек на сите идни генерации, Да. на потомци. Така, и точно за тоа што, види, таа љубов се гледавна. Точно, да. И сега кога дојде еден период, дури во Охрид да се снимаат тие епизоди, никој не ги покрива трошоците. Да. Сами глумците се решивме, ајде, од джеб ќе ги дајме парите, само да смениме локации, да се снима Да не е нешто, исто да па исто, искористиме, да. па исто. И тоа е голем во суштина проблемот со Да, а ти како актер ќе се чувствуваш најпријатно во приказните, во филмови, на театарна сцена, кај ти е, вака да речам, најпријатно да пријатно го исказиш она што го имаш како
Што го поседуваш како талент. Види сега, талентот не може да се искаже само на едно место. Добро, да. Така, приказните се приказни, филмот е скроз друга работа, Да. театарот е друга работа. Во приказните искрено се чувствувам најкомотно. Да, Ама комотно и она што треба да искажеш не е исто. точно. Така, За онако далеко. така, дури онаму работите кои што сака човек да ги искаже, треба да ги бара онаму кај што не е комотен. Така. Да, и тоа е доста интересно. Да се Во слуша. приказните, буквално ние кога ги работиме сега, да, мило ми е што народот ме засака, ме гледа во приказните, ми е пренесувам една многу убава порака и сите ние Јас пренесуваме сум да ќе му застанам едни малце. здрави вредности во приказните. За сите генерации здрави вредности пренесуваме. Се чувствувам пријатно, се чувствувам го правам тоа со љубов, пак ќе кажам. Да. Ама имаме многу повеќе и јас и сите останати како актери што да искажеме. Значи Така. публиката не видела таму. Има работи места кај што нема видено и кај што Да. навистина имаме што да покажеме. Што ми беше муабетот кога правам улога во театар? Таа трај по една улога 2 месеци може да трае. Да. Припремата, подготовката, Со 3 се проби, месеци. со се се. Така, апсолутно. Приказната за еден ден или два ја снимаме. Да. Немаме таму Многу проби, да. многу проби, ама го правиш тоа од Да. ваму 3 месеци ти треба да направиш еден лик, дали ќе биде тоа една појава или од почеток до крај. И да ја растуриш таа треба комоција што ја имаш натре, едноставно како да Во кажам, приказните, накратко да. правиме докторски. Правиш Да, испит да, на да. цел нов лик, Буквално, значи да. секоја овакво ти е дипломска, докторска, магистерска, како да речам, некој Да. друг секоја представа. Во приказните и се познава еден момент има тука кај што си помагате и со текст. Се влегате во приказна, знаеш некој некош ки избега малце од приказната па ќе го Па ќе вратиш го назад. да. Ама види, тука се поубавите работи. Да. Тука е она нашето блиското зошто ги сака на народот приказите, Оти се затоа што реални. тука има и реални и народски се. Да. Си правиме муабет. Така е, па така да. вака, како што Како се што е правиме сега. ние муабет, така. Едноставно, не му ставаш на магарето, на савамарот, не му ставаш да тежи на поќе од колку што може да оди. Точно. Толку си го држиме, ако му ставиш ќе падне, ќе И оти. пред да те дарувам сега, колку пати си бил женет Шо? така во улоги? Јас реков сега колку пати сум бил женен, ме прашаш да... Не знам, само знам дека едно време син ми кога беше помал и кога ќе ми видеше на приказните, поготово во постела заедно со некоја колешка вака, и одма ќе викаше, прво викаше мама за неа, после кога свати дека не е мама. дека тато има друга мама. И така сум бил. Поќе пати, Сум бил да. поќе пати. Не плачеше, Малио? Види, од Измеќар до Царски зет сум Е, така. стасал. Па и цар си бил. И таму, Да. таму значи царицата сум ја зел. Аха. Имало, значи, поќе категории на мами. Да. Ете така, сега, значи вака, за да гледаш убај мами, Опа. ќе ти дајме ваучерче од оптика диоптрика М за научарчиња. Ако сакаш диоптрија, мислам не знам дали носиш диоптрија, ама има, ете гледаш. Одно подруго. Да, прозирно е малку. Прозирно. Имаш и за сонце, така да ќе си... И така. Ама можеш да дојдеш битолно, така да што ти речем се. Ама ќе дојдам, оти да не дојдам. Ете така. Але Кола ама. возиш? Але Возам. ама. Што кола возиш? Возам едно многу така, ја сакам височки коли обично. Порано 101 ти кажав дека возам. Да. Сега Citroen возам еден. Па ајде кај Јоцо Solution на една... Кај Јоцо. Да, во Битола. И- Една проверка така чисто да видиме што ќе ти кажи како совет. Ако Тоа беше однапред дарување, имаме одназад дарување. Ајде кумбе. Аман бе, шо муаве те ова бе. Да свртиме дај уште едно кругче бе. Па Ова да, е- јас многу сакам да го прашам некој прашање во моја бранша, ми влеговте сега, Точно. а јас успеав да ќутам. Опа, чичо. Да. Кај си бе ти многу смешен си бе. Сега го видиш? Добре, сега го видам. Ова е Ива Бјути центарот. Третманче, сакаш на лице, релаксирачка масажа, сакаш масажа, сакаш солариум, сакаш што сакаш, Може кој се ќе дадеш прави. во Битола. Ора има да ме слушај, се избричив, многу одамна се немав избричено. И сега ако се едно мазно лице вака,
ова се ми Рече, јас сум ова? Не, ја отидов во театар, искрено се избричев за улога една, викам че да пробам како ќе легни и сега ме гледа колега, вика, абе, се избриче што се избриче, вика. И беше и вегите да ти ги прават. И ја викам, скраја било, никогаш до сега не сум отишол барната, ја едва и се натерав да се избричам, уште вегите да прават сега. Вика, аба, гледаш, ете ми излегле до израз. Оти не сум темен цело време. Па да, лицето се отвори малку. Да, значи така. се овде ќе се средувам. Еми се малце ќе те средиме. Кучиња, мачиња чуваш? Има фобит едно време, ама ги раниме ги чуваме тие што се пред града, ова што треба? Овде имаш храничка за кучиња и за мачиња. Плюс ваучерче има, таман можеш да му докупиш нешто кој ќе дојдеш во битова да си нараниш. Таму ше имаме уште на закупе. Нешто да во мириса. Нешто убаво. Чекај првин вака. Слушај, ова е за вокола миривчиња? Еве ти мирис за вокола. Од Јака Травел. Конечно да замирисува камене. Еве ти календарче од Јака Травел за да си чекираш кога ќе одиш на одмор, кога ќе имаш застигање и така натаму. Камо нека се полни само. Ете така и од парфюмерија Нојрова е за тебе или ќе видам ако е женски внатре, не знам што направивме, се ги измешавме малце. Ако е за сопругат. Види сега, че сега ќе видиме. Дали е машки или женски? Прсни се малце, ќе кажеш. Машки или женски е? Убав. Убав е. А може да е унисекс. Така да ништо страшно. Сполајби многу. Ете така, Многу брз муабет вака и многу поклончиња за ова. Еми нормално, битолчани сме, ние сакаме да Браво. Кумбата, како што кажа, ти е... Да прашам нешто, Да. јас од преј Со стои зборај. берам прашањата. Пошто работиш нели со театар, колку што знам си режисер Да. и така натаму, многу често знае во приказните да се смеат и да има баш забава. Јас со Солза и Смеа 15 години прилично истото го работевме во смисла на импровизација. Да. Тоаш најмногу има смеење. Точно. Најмногу Точно, смеење. посебно на сцена, која за некои интерни местенки, мајтапи помеѓу екипата, или ситуации кај што ти си ги извел. Сега имам разбрано дека нешто ти се десило со некаков костим што ти пукнал на сред сцена, ти се расцепил. Але амам бе, сега скоро го кажав, колку откај го разбра ова бе човек. Попатко идевме на маму. Оу, чекај, а тоа на снимање ми се има На случај. снимање? На снимање, да. Имавме, како се викаше, making of film. Сцена јас, Ванчо Петрушевски, други, не се. Ванчо беше пред пензија, требаше да оди, како повозрасен човек таму пред пензија, јас нешто му се чаталам, ај така да се изразам, нешто ги терам да се подаваат со една топка, многу важна личност, знаеш. И само како треба едно време да клекнам пред него и да му се заканам, да му кажам ти имаш толку до пензија, ова, знаеш ли колку си направил промени, верно, вака. И само да клекнам, а правиме проба пред тоа, еднашка, два пати, се окей. Акција се снима и јас само да клекнам и како клекнувам се слушува крац, еј. Панталоните од позади, од кичва до напред вака И тоа се дешава. А значи зато си се викал гратисот, си се заканувал. Да, после правиме пауза за да ми ги сошијат овакво панталоните да ги закрпам. И ти рекој кој ќе не клекнуше. Не, после знаев како да клекнам точно. Ете така, и тоа гледаш, значи првин треба да се научи како не треба. Апсолутно. Кога се запишуваше на факултет, таму нели за драмски имате приемен сите што студираат. Што правеше на приемен, ти што имаше спремено? Тука сите имат некој приказно. Сега ќе ти кажам, имав спремено, јас прво почнав да се спремам за ФДУ за тука. Еден материјал. И тоаш, жал, еве ќе го спомнам сега, тоаш ме насочи Васил Шишков. Прекрасен човек, прекрасен колега. И набргу само што ми ги даде материјалите, разбравме дека оваа година нема да се... Да, ќе има... И почнав да читам, да барам сам материјал, искрено немав некои други многу познати. Васко беше тука во Скопје, јас во Охрид. Со Васко во Охрид си имавме запознаено. И зедов материјал, еден монолог од Иванов, од Чехов, едно парче од Сомнително лице имав, комедија. Од Охридско до Сомнително лице. Инспирацијата беше таа.
И досега искрено ми се чини дека ми е секогаш кој да го гледам, тоа е Смешно тоа е, иде да, на работа. дефинитивно. За рецитирање имав Неверна жена, а за имав песна, со македонска песна и мисле. Ето така. Ој Во Бугарија. девојче бело и црвено. Да. Актерите треба да знаат и да пеат малку, значи да имат осет за музика, така нели? Апсолутно, да. Кој ќе се случува тоа. И се ти си искусен актер и професионален и Чекај сакам. малку, кажи Да. ми што ти реков јас. Што ми рече? Кога се договаравме, гледај предпладне. Нели Така. така ти реков? Сега не е предпладне? Па предпладне е, оти, после пладне, ќе седнам на маса. Таму се јади и се пие. Така е. Со пиење и песна. Ај вози после тоа да те видам. Така? Е, така нека И не смееме, не за друго, не смееме да возиме. Ај ќе го прескокнем ова прашање, пошто ме инспирира со муабетот, дали имат пороци актерите? Секако дека има. Освен алкохол, дали дуват трева, пример? Јас искрено не. Ама Не? познавам што многу дуват. На снимање дали дуват? Пошто јас знам вака во... Познавам луѓе, да. Да, Познавам актери, да. кој што на пример во снимање го кажува тоа, еднаш кога го надувавме, вели тој таму актеро, Познавам. абе не знаеше кај те навели. Познавам, вистина познавам, али ете јас се уште не ме фатил тој порок. Тој без не те Да, фатил. искрено сакам да си се напијам, да си се Да. развеселам. Пушиш цигари? А, знаеш дека имам заборавено цигара да држам во рака. А и си имал пушене. Многу пушев. Мгм. На снимање сум пушел, како да ти кажам, Ко- од сабајле кафе, цигара и нема да јадам цел ден и додека трај пробата, на брзина една цигара, две, так, Да. так. А акција снимаме стоп. Како се кажува стоп, ја цигарата во Еве, уста. листе. Така. Сам да си се А, стапнам. 5 години точно снимав спот за една од божикните каланди. Во Охрид снимаше. И од тој ден 29 декември беше така. Веќе 5 години се направа и јас кај што немам цигара запалено. Браво. Како ги откажа? Ми се многу бев изморен. Некако и ми се дента, многу обврски имав, пази представа во Битола, Да. детска, пред Нова година. Играв и тоа некаде на Пладне 2 сат, така беше. Од сабајле снимање. Да. Турбо Јас денот. брзав да стасам, представа да изиграм, се враќам од представа да продолжам со снимање. Другиот ден исто и вечерта веќе се враќам на кај стража за на кај Скопје, да застанам една цигара за ми се згади и седов и и реков Значи, мора веќе нешто да е нема- пресудно. И нема веќе да пушам и не запалив цигара. Усвари запалив тоаш нешто се занесува, некоја една пура има така, некоја шема не. И сега што е интересно на проба во театар пред 2-3 дена. Да. Улога немаш некоја со цигара? Да ти дал некој? Сега ми за сцен поставуваме и имаше можност да треба да пушам. И колегава сега знаеш, ја поставуваме сцената, ми дава цигара. Фала малку. Ако да не треба да врзуваме кабли напред или таман се. Не. Да одморим. Добро. Ти многу го возам. Кубо. И сега поставуваме мизансцен и колегава ми нуди на мизансцен, знаеш, цигара. Експериментираме што би Да. било, кога би било така, како ќе оди. И ја по махиналност, како ликот човека, па ќе пробам, ќе земам цигара, Да. земам и ми ја пали цигарата. Ја што Ми ја да. пали цигарата и еднаш трнав, ми се изгасна. Не знаеш да тргнеш. Сум заборавил да пушам. Може тој знак да не И пази, викам, пак, и пак ја палам цигарата и почна. Едно време не знам што да правам со ракава. Да. Што се правеше со ова? Што се правеше сега со ракава, не ми е логично во муабетов дури тече сценава, знаеш, сум заборал да мислам со цигара во рака. Не ми работи мозокот така. Вистина, да. Ама И- навика е. И после реков ја нема да пушам овде, како вика следната проба, нуди цигара, како не. И си терам Многу ще едно прашање. Ајде. Мислам дека нема тука да досадам со Толку прашање. Кажа многу за театарот, кажа и за телевизијата, Не знам за што приказните. Ти си гледаш дома. Колку што знам имаш и работено во филм, нели? Са дете бев кога го гледав Сенки, Борче го играше таму, така?
Значи Сенки си- немам работено многу малце се појавувам во сенки, скоро и да ме нема. Ако, прашањето ми е... Кој е во монтажа? Прашањето ми е, значи си работел сепак со Милчо Манчевски, еден од Немам најминатите работено. режисери. Немам Не? работено, немам работено. Ма, Затоа ти веќе кажам. информациите. Не, Па, Сенки точно негов се филм, бев, да, ми зато се прашам. јавија за во филмот, ама ни се јавија јас, Никола од Охрид бев некој бе таму. Се капевме на една плажа, имавме сцена горица, втора на плажа, десното кујзни кај било напред, ни претаме назад, бепе со асистент режисер искрено. Така. Толку можам да Толку кажам. е Така, со филмот. Да, така е. Шо. А ме пишува како да сум играл, али ја да се Океј, барам да, во филмот нема мора. да се најдам. Да, затоа сакам да прашам како е тоа во голема продукција со екипа. Јас сакам уште да го прашам и дали вака во големи продукции филми кај што си бил борчат пари, не плаќаат хонорари на актерите. Искрено до сега мене кај што сум бил скоро секаде ми е исплатено. Не ми било исплатено на мали проекти, а на големи ми Големи е. плате. Добро, ми беше мило што ми беше гостин во југото, се надевам убаво си помина, јас си Како не и многу брзо така. некако помина времето, Да. веќе пола сат сме Така? во емисија, да, тука некоја рамка му е поставено доста од југото се уморва. Па добро. Треба е. да битола Треба да после крепи, возам. треба да крепи, Треба да да. крепи, да. И сега си го пазам, јас Јуле си го викам. Абе убо си е. Да. Убо си е, убо име си му дал. Нормално, да. Со црвенко тука мал. Така, женско да даде. Да. Попријатно да се Пријатно осеќа. се осеќам. Кој ќе го фатам вака. Еј, Владо, те очекувам да дојдеш Битола во прва прилика кој ќе можеш, сакам така да те прошетаме, да одиме и по спонзорите. Ако бе, да појдеме, да Да ги појдеме. завршиме овие врски што ти ги дадов за Битола да дојдеш. да. Така да, фала ти уште еднаш што ми беше гостин во Јукцето, се надевам ќе се видиме уште еднаш и јас се надевам дека некојаш ќе ти дојам па на представата, немам видено во такви изданија. Сега ќе имам многу убава представа спремам, многу интересен текст, многу поразличен од тоа што сум јас и ликот е внатре и тоа, како што кажавме, е многу голем предизвик за работа. Ја нема таа комоција, значи треба да се скрши комоцијата и ќе ми е мило да дојдете, најверојатно би требало средина на февруар некаде да излези представата, се вика Смрт и девојка. Ќе следиме. И Ќе следиме и ќе пробаме да дојдеме. така што ќе ми е мило, а јас ќе ве барам, значи за да можам да ги најдам сиве овие луѓе низ. Ќе те земам пак со Така, Јукцето, Со ќе ти Јукцето свртиме. ќе свртиме, ти возиш напред, јас по тебе. Ето така. Така, фала ви После многу. ќе ќе пиеме и ќе пееме. Да си ми жив и здрав, бе, ај зубо нека е, така. Ете така. Ете така е, тоа е тоа. Здрави и живи бидете, фала ви, нека ве крепи многу уште ова вака. Баре децава да знаат во какви коли порано сме се Така е, возеле да. и дека и овие се убави коли сега, Така е, така. така е. Тоа е тоа. Ете така, фала ви што не гледавте, се гледаме во наредно југо. Чао, чао. Ајде здрави и живи.